Игор Делов. Време за дервиш. Здраво, здраво. Здраво, Баш ми е Бранислав. драго што се најдовме. Одамна се немаме видено. Од вчера. Од вчера мислам дека беше. Кога физички почнеш активно да се бавиш со било кој спорт или спортска активност и кој ти бил, да кажем, првиот спорт кој што си почнал активно да го практикуваш? Јас ја имав таа среќа да израснам во населба каде што тогаш имаше голем убав парк во близина на куќата. 10 наутро до 10 навечер игравме оние малски игри како што се жмурка, граница, џамија, ластик и така натаму, и тоа него подразбирав, баш не му ставав таква етикета како спортска активност, него тоа беше едноставно секојдневие, забава, игри, да. Подоцна тоа некако кога малку пораставме, тоа си прерасна во некои други спортови, како на пример кошарка, многу сега играм серва, не знам ти дали си играл серва? Серва игра, па ја игра и шут од дупе. Не знам ти дали си играл шут од дупе. Па бога ми Колку често беше на гол? Тоа ми е многу второ често. прашање. Да, добро се сеќавам, да. Така да сето тоа некако подоцна за време на средна школа и за факултет се претвори така малце во активности каде што почнав да трчам на кеј и сето тоа го правев со една цел, да тоа е затоа што во тој период многу учев на има средно, има економски факултет и тоа ми беше на некој начин како токму така, да. И така се запознав всушност со водно. После тоа, за време на моите студии на економскиот факултет, таму некаде 2008 зимото, за прв пат баш онака класично планинарски се искачив на водно и некако тоа стана многу заразно за мене и така почнав да го практикувам. Со тек на време, после тоа, кога почна да ми се отвараат апетитите и за други планини освен водно, почнав да ги истражувам и останатите планини низ Македонија. И тоа на крајот мислам дека така резултираше во една прилично тешка дисциплина, односно планинско трчање, кога го открив и ми стана многу интересно, многу предизвикувачко и да, можам да кажам дека тоа е една од моите омилени активности. Дали можеш да приметиш разлика во твоето секојдневие кога вежбаш во текот на денот или кога не вежбаш? Па искрено можам да приметам огромна разлика, тоа е као ден и ног има разлика. Тоа што ја активно се занимавам со спорт, значи морам да кажам дека активно се занимавам со аматерски спорт, значи не сум професионален, никак не сум бил Многу е скромен. Да, многу, но бидејќи активно се занимавам па можеби едно 11 години со физичка активност, да, така што можам да приметам огромна разлика. Например, кога вежбам, кога сум редовен, кога имам дисциплина, освен што имам дисциплина, имам зголемено фокус, зголемена желба за правење работа, зголемена мојата пасија, самодоверба и така натаму. А например, кога не вежбам, чувствувам дека тоа ми фали и дека имам огромни, например, разлики во моето расположение во текот на денот. Така, да, просто разбирам. По тоа имам сватено низ годините дека физичката активност во било која форма, каква и да е одење, и да е пешачење, и да е трчање, да е пливање, што и да е, дека ти помогнува да имаш одреден балансиран активност. Така. Така што дефинитивно огромна. А да те прашам, дали
спортувањето, односно тренингот во текот на денот ти помага да имаш повеќе енергија, да се чувствуваш повеќе живо, повеќе исполнето. Дефинитивно. Така. После тренинг ти, значи така што на пример правиме тренинг, само можеме да кажеме дека мојата основна база, тренинг база во последните 10 години ми е кросфит. И како база ми помага да ги практикувам и другите Многу е видови спремен. спортови. Спремен. Така што можам да кажам со сигурност дека пред тренингот имам една доза на као позитивна трема адреналин. Така. После доаѓа тренингот кој што секогаш е тежок, нема лесен дел, да кажеме, тренингот, само што Душмански. почнеш да уживаш во тренингот и да почнеш да мислиш додека тренираш, затоа што претходно имаш една фаза кај што не многу мислиш што би правиш тие работи колку да преживееш. Понатаму, кога ќе заврши тренингот, имам дополнителна енергија без разлика во кој дел од денот ја веќе. Да. Сега ја мислам дека ако вежбаш многу доцна во денот, а треба да станеш рано, затоа ќе ти даде дополнителна енергија која нема да можеш да спиш. Така што ја гледам да Сум биде го приметил, дека да. или е са бајле или да биде на повале. Така Да. што дефинитивно имам плюс енергија, плюс фокус, концентрација огромна, војата ти се зголемува, све. Да. Буквално цел асептимана чувства, емоции и така натаму така. Да, да. И слободно може да се каже дека изложеноста на стрес е многу помала после тренинг. Па ја би кажал дека ти имаш кога ќе се соочиш со стрес, многу полесно се справуваш со стресот, затоа што претходно си научен преку спортот да имаш континуиран стрес, кој што е позитивен. Јасно. Така што кога имаш нека Да. стресна ситуација во твојот живот, а сите ја имаме и имаш споро секој ден, ти едноставно многу по смут и Да, ја поминеш незно, латко. да, онде. Да. Така, Ами многу. така луше нешни свич. Ја ќе сега да те прашам. Сега, да. Сега вие кога сме тука на оваа тема вежбање физичка активност, кажи ми како ти влие физичката активност редовната? Физичка активност на менталното здравје. Да, ова е, морам да признам, едно од моите милени теми за разговор. Глобално ја мислам омилени да, теми, да. да, и овој период, последниот период, да, доста актуелна. Инаку, нели, како што знаеш, јас се бавам со графички дизајн и мојот занает се поводи да е во текот на денот често исполнет со многу детали, значи технички, содржински. И низ текот на денот умот знае да ми се наполни, преполни со разни информации кои што ги добивам низ, да кажам, низ работниот процес, додека истражувам, додека креирам некоја идеја. Така да, од дењето на водно испортувањето пред се, без разлика дали е тоа во природа или на друго место во теретана можеби, многу ми помага да се на некој начин да се рестартирам умствено и телесно, односно да се испразнам од сите мисли, емоции, целата набиена енергија додека седам во текот на денот и да се доведам до една состојба каде што јас можам повторно да работам. Да дадеш И те од себе. да дадам се од себе. Да, да го дадам најдоброто од себе. Благодарам. И да, кога спортувам, особено кога се движам во природа, најчесто тоа е на водно, се чувствувам како да сум дома и на физички план и на духовен план. Се чувствувам како да си го наоѓам мирот и како да сум едно со моето окружување, со природата и тогаш навистина се чувствувам безбедно, би рекол, тоа е правиот збор, сигурно, мирно, опуштено, за да можам да продолжам со останатите предизвици. Земајќи ги во предвид сите овие позитивни ефекти од вежбањето,
Сигурен сум дека има некои денови кога стануваш или после работа кога си преморен, едноставно не ти се вежба. Што би рекол на оваа тема, значи дисциплина или мотивација? Како доаѓаш до тоа да ги облечеш патиките и да одиш на тренинг? Да, добро прашање, затоа што мислам дека круцијалниот дел кога имаш редовна, за да имаш редовна и континуирана физичка активност е да имаш дисциплина и мотивација. Така. Тоа е според мене идат едно со другото, е како инг и јанг, силно заедно Да. цело време како брат и сестри. Така што мислам дека треба да ги поседуваш двете. Првично најверојатно, некој мое скромно мислење е дека кога почнуваш да вежбаш имаш повише мотивација него дисциплина, така што мотивацијата ја гура дисциплината, а подоцна има дисциплина стекната која што оди напоредно со таа некоја мотивација. Така што ја не би ги издвоил, туку би ги ставил двете во една Двете во кошничка која оди ходиш на спортската активност, така што не би ги тргал од каса. Кога сме, значи, поглед на дисциплина и мотивација, најверојатно целта на нашето редовно вежбање е да имаш и одреден предизвик за кој што ти се потребни и дисциплина и мотивација и пасија и желба и визија и така натаму, така што како ти си поставуваш одредени предизвици и како гледаш, тоест како го обзервираш својот прогрес кон исполнување на тој предизвик. Во последно време Каков тип на предизвици ствари имаш? Дали имаш некои, например, јас знам дека ти си имаш искачал на Монт Блан 2000 година беше 15-но? 16. Дали тоа како стигна до тој предизвик? Например, јас поред да кажам некој пример. Како си го стави тоа како предизвик и како изгледа патот за успешно совладување на тој предизвик? Многу често кога сакам да се подготвам, значи, за некој настан, мене тоа ми представува одредена цел. Например, сега ти се подготвуваш за Охрид трейл. Да, и благодарение на тебе ми ували и прв да врат. Како роденденски поклон, така Како да роденденски се подготвам јас подарок, од трка за друга трка, али да. Ета така, да. И знаејќи дека во наредниот период треба да истрчаш, да речеме 40 на километри на брдо со голямо висинско искачување, периодот пред трката за мене представува еден голем простор каде што јас можам да едноставно да тренирам. И всушност многу пати си ги користам тие настани како инспирација за подобар резултат. И кога знам дека сум се пријавил за одреден настан, претходниот период, да кажеме 2-3 месеци, јас размислувам на таа тема и едноставно го правам тоа, да кажеме, секојдневно. Да, бе, тоа е тоа. Ја, Да. на пример, го правам слично со тоа што мене највише, да кажам, ме загрижува кога сакам да направам некој предизвик што ме надвор од комфорт зона е колку време ќе треба да потрошам надвор од комфорт зоната за да стигнам за да бидам најдобар во надвор од комфорт зоната. На натпреварот. Пример, кога се спремам се за трка што ќе трае 40 километри, ја треба да трчам нормално над 10, над 20, над 30. Тој цел период мене ми е таму ме фаќа некоја не анксиозност, не знам како тоа да го објаснам нешто како позитивна трема. Да. Кај што си викам, ако овдека излагам од комфорт зоната комфортно, кога ќе трката јас нема да имам проблем со тоа што пак ќе треба да идам во комфорт зоната за да имам недобар резултат мој. Мислам дека тоа е клучот поред мене за прогрес. Константно идеш во било која сфера од животот. Апликативно е преку спортот. Исто така тоа мислам дека е добра полка дека спортот те учи цело време да излегуваш таа комфортна зона кај што после можеш да ја примениш во сите сфери. Ја многу често на оваа тема си ги споредувам животните ситуации со, да кажеме, крајот од одредена трка. Да, например, во
полумаратонот многу луѓе имаат така наречен дзид, да речеме при 81 километар. И често пати, например, кога имам некој работен предизвик, си го споредувам со дзидот пред крајот на трката, каде што едноставно треба да издржиш уште малце и едноставно да ја завршиш работата. Ја, например, кога спортувам нешто што трае подолго, ми е така си имам една визија при мене, кога ќе завршам ќе ме чека богат трпеза. Да. Трчам и спортувам, јадам, човече. Тоа нема подобро од тоа, кога тотално ти е заслужена храната, како на времето луѓето кога биле ловци. Да. Кога ќе улови, он потомно заслуга го бркал таа животно поваден. Да. И it's all good. It's all good. Така што искрено дали мислиш дека со тоа спортуваш инспирираш луѓе? И како инспирираш, па со најверојатно инспирираш на некој начин. Активно или знаеш како, неактивно да, инспирираме, вајда, не знам. би спомнал два примери, а тоа се мајка ми и татко ми, кои што некако они почна да пешачат и да се движат во нивните пензионерски денови и веќе они самите, јас лично ги забележувам позитивните ефекти од пешачењето. И да, јас сум многу позитивно изненаден од тоа што ви гледам нив како се движат како пешачат, да, понекогаш пешачиме заедно, се зближуваме така како семејство и да. Тоа е топ. Например, навистина уживам кај во мене, ја не сум ги инспирирал толку многу да бидат физички активни, со тоа што мајка ми оди така често пешки, ама ги имам инспирирано во поглед да смениме начин на храна и што јадеме, затоа што јас сум експериментирал на себе преку мојата домашна кујна, тоест мајка ми која готвила и татко ми. Да. Тоа што јас сум ги, да кажам, сум им презентирал и сум ги убедил да јадеме нешто што претходно не сме јаделе. Ако сме јаделе као деца пржени компири и вишли, па да го смениме тоа и да почнеме да јадеме чорби, супички, манџи и така натаму. Со тоа што они сега го прифатиле тоа, како дел од нивниот овој начин исхрана, не знам, поиш салати, помалце, процесираме на ритана. Така што не знам, ја мислам за така затвориме разговор и да продолжиме да се шетаме низ водно. Може би било што би препорачале на тој што сака е утре да почне нешто да прави. Мојата препорака е да почне се движи. Било како, на кој начин, што и да одбере, дали ќе трча, дали и тоа да го прави полека, ама да си стави во главата да нема цел, нека ќе биде во тоа истрае. Колку што или истрена, колку што смета самата особа дека треба да биде. Ама ја мислам дека клучот за да имаш континуирана физичка активност е да бидеш морало да го инсталираш зборот континуираност во твоето живење. Да, според мене. Би рекол, пак ќе кажам, ние во Скопје го имаме тој благослов што го имаме водно. На некој му е повеќе блиску, на некој му е помалку блиску, меѓутоа тука е. И јас би им препорачал на луѓето само да тргнат нагоре. Ефектите ќе ги забележат додека се таму и после печењето и да не се грижат многу, бидејќи всушност е многу заразна работа. Јас така се заразив. Брзо ќе се зарази само. Да. Како што ми кажале Майк just do it. Тоа е тоа, да, само тргнете еден ден, еден викенд, само тргни, докај стигнеш, твое темпо, твоја цел и верувам дека се ќе биде во ред. Славим, ќе ги гордело. Ајде, доцнеш. Ајде.